На крајот сме од 2018 година и сега се прави она рекапитулација за сето она што е направено во оваа година. Колку 2018 беше успешна за општина Карпош? Добро, јас мислам дека е најдобро граѓаните на општина Карпош да кажат дали за нив оваа година била успешна или не, односно да го кажат нивното гледиште. Јас и тимот во општината, тимот од администрацијата и од советниците сметаме дека навистина успешно ја поминавме 2018 година, имајќи во предвид дека донесовме стабилизационен буџет и дека беше прва година од мандатот, така да сметам дека со тековно одржување на инфраструктурата, но и дел од клучни проекти кои што ги реализиравме, имаме успешна општина. Секако 2019 се очекува да биде уште поуспешна од претходната 2018 година. Нови 365 дена се пред нас. Кои капитални проекти ќе бидат во фокусот и што се ќе одбележи 2019 година? За 2019 година планираме повеќе работи, но ако треба да издвојам некои покрупни, тоа би бил дефинитивно паркот кој што започнува во 2019 година да се реализира. Тоа е паркот од Вештачката карпа до бунарите на реката Лепенец, подолжина на реката Вардар. Почнуваме оваа година со активности таму, за паркот. Исто така картичката Моја картичка, Мој Карпош, која ќе има возможи попусти и бенефиции на граѓаните на општината во бројни локали, кафетерии, ресторани, угостителски објекти и здравствени дејности, да кажам, на територија на општината. Од делот на детската и социјалната заштита, тоа би биле градинката во Бардовци, која што ја изградивме и треба да профункционира во 2019 година, и се надевам дека ќе отпочнеме и со активности за реконструкција темелна и целосна на градинката Мајски цвет во Тафталиџе 1. Тоа е клонот кој што се наоѓа таму и која е прилично руинирана. Од друга страна пак, заедно со Агенцијата за млади и спорт, очекуваме годинава да се реализира и првиот реонски училишен базен, кој ќе биде лоциран во основното училиште Јана Москоменски и ќе може да го користат сите деца од основните училишта на територија на општината во предпладневните часови, додека во попладневните ќе можат и пошироко сите граѓани да го користат овој базен. Продолжуваме секако и со тековни работи и тековни активности. Сметам дека навистина и на полето на хигиената, зеленилото и слично ќе имаме сериозен напредок оваа година. Тука би сакал да потенцирам и за највозрастните, за пензионерите, дека годинава ќе почне со работа и проектот Хумани патроли, каде што наши тимови ќе ги посетуваат највозрастните сограѓани, пензионерите во Карпош, да им помогнат во некоја дневна потреба и работа, и со соодветен медицински персонал да се прават некои основни здравствени прегледи на нашите пензионери. Придружно со тоа и во делот на дружење и комуникација со пензионерите планираме отворање на нови пензионерски клубови, додека во постојните планираме да воведеме нови динамични содржини, каде што почесто пензионерите ќе ме гледаат и мене и советниците, но и ќе имаат разни настани организирани. Сума сумарум, многу работа ја очекува следната година. Сега ве прашувам како председ човек, карпошанец, а потоа и како градоначелник. Му недостасува ли нешто на Карпош? Дефинитивно, еве и како граѓанин најпрво ќе кажам, му недостасува. Од граѓански аспект би рекол дека претераната урбанизација непланска во минатите години резултираше со недостаток на зеленило, што потоа резултира со дефицит на чист воздух за дишење, односно аерозагадување кое е на високи нивоа, и нормално тоа продуцира и пониско ниво на хигиена во општината, и дивата, би рекол, условно кажано, урбанизација предизвикува и недостаток од паркинг мест. Сега, од друга страна пак, тоа е едно како граѓанин гледиште, кое што верувам дека и добар дел од граѓаните го споделуваат, но ако треба да кажам и како градоначалник, токму на овие проблеми работевме во изминатата година, ќе работиме и во наредна. Сериозен број на нови работници ангажиравме за зголемување на хигиената во општината, намаливме дел од луксузниот возен парк на општината за да набавиме комунално возило за подигање шут, смет, лисија и ѓубришта на територија на општината, затворивме повеќе диви депонии, санкциониравме повеќе загадувачи, додека од другата страна, позитивната страна, го обновивме зеленилото меѓу блоковите, односно меѓу зградите во населбите во Карпош, со садење на 300 нови садници од високи израснати дрвја, додека градот Скопје истовремено го обнови зеленилото долж главните градски сообраќајници, односно булеварите. Јас овие проблеми веднаш почнавме да ги решаваме и јас и општинската администрација,
бидејќи, како што прашавте на почетокот, ние сме долги години граѓани на општина Карпош, јас сум роден, израснат, школуван во ова општина, така да проблемите во Карпош не беа нешто ново за мене или за тимот во општината. Веднаш се впуштивме во нивно решавање, но да бидем искрени, секогаш треба уште повеќе да се работи, така да поинтензивно продолжуваме и наредна година на оваа тема со нови садници, но и нови контейнери за селектирање на отпад, кои што заедно со градот Скопје ќе ги поставиме, се со цел да се избегне онаа грда гледка на преполни контейнери со отворени капаци, каде што неретко дел од уличните животни, кучиња и мачки го расфрлаат ѓубрето или едноставно ветрот го разнесува ѓубрето на сите страни. Ова со овие нови паметни контейнери кои ќе имаат и сензори кои ќе дојавуваат на службите кога е полн контейнерот и кога треба да се постапи. Верувам дека сериозно ќе го напредиме хигиената, односно степенот на хигиена во општината и секако заедно со нула отпад продолжуваме со акцијата за бесплатно подигање на електричен и електронски отпад од домовите на граѓаните. За сето ова да го реализирате, се разбира, потребни се финансиски средства, креирате граѓански буџет, колку тој ќе биде во кондиција да ги следи барањата, потребите на Карпошена? Годинава како и ланската креиравме на вистина одличен граѓански буџет, преку онлайн формулар се обратија граѓаните, преку 500 граѓани кажаа што им треба, преку одредени прашалници, форуми со Институт за јавно здравје исто го слушнавме гласот на граѓаните и нивните сугестии целосно се вметнати како приоритети во новиот граѓански буџет за 2019 година. И на самиот крај, ќе направи ли општина Карпош во следната година такви проекти што ќе бидат препознати и поддржани од меѓународни институции и се разбира домашни? Верувам дека ќе направи. Годинава за адреналинскиот парк добивме сериозна сума, скоро 1 милион евра од Светска банка за одличен проект. И апсолутно она што го кажувате, нашиот концепт за 2019 година и сите години понатаму е преку квалитетни проекти да аплицираме во сите меѓународни и странски фондови каде што можеме, за да изаштедиме пари на општината, а прекрасни и корисни проекти да се реализираат. Благодарам, успешна нова 2019. Благодарам и на вас.